Комичен Мегахерц. Свет на еднаш, свет на два пати и сега Жарко свет на трети пат. пати! Да. Среќен роден ден, Комичен Мегахерц, трета сезона. Благодарам што имаме слушатели уште на оваа емисија. Поздрав од мене, јас сум Матанас Атанасовски. А јас сум Жарко, Димовски поздрав и од мене ова е нашето трето издание, но како би кажале ние сончево попладне и Комичен Мегахерц секогаш како по обичај, кога е Комичен Мегахерц свети силно сонцето и инаку ние повторно сме со нашите очила, ќе можете да видите последен сат од завршувањето на оваа емисија на YouTube каналот, дека ние сме со наочари затоа што од блесокот мислам дека оваа трета сезона е уште појак од нашиот поглед и од излогот каде што се најдуваме ние. Инаку, драги мои, денеска е 16 септември, 259 ден од оваа престапна година според Григоријанскиот календар и остануваат уште 106 дена да размислите каде ќе ја славите новата година. Така е, денеска е 16 септември. Морам да ви прочитам неколку мисли, вика, изиграа добро својата улога, таму цела гордост лежи. Тоа го рекол Александар Поуп. Точно. Така, се мисли за вака. Само да појаснам за нашите слушатели и слушателки. Ова е емисија за театар и единствена емисија за театар во нашата држава. Мислам што ја обработува темата театар, обработуваме и други разни теми, обработуваме и ниви. Значи слободно можете да се јавите, ќе ископаме, ќе помогнеме, ќе наводниме сите работи што и требаат на нивата, знаеме да ги правиме. Точно, Жарко, можеме ти да имаш... посееме затоа што имаме доволно семе заштедено. Јас и Атанас можеме да дојдеме на вашата нива и да ви ја осемиме. Осемиме нивата, исто Жарко е многу добар градинар и знае да ја коси тревата. Точно така, а Атанас е многу добар со садење на морковчиња, што се садат со колче. Инаку морам да ви кажам дека 1975 година Папуа Нуа Гвинеа ја прогласи својата независност од Австралија. Честитки и од мене, кога се одвои Папуа Нуа Гвинеа, бевме млади, но еве сега сваќаме што значело тоа за нејзе. Како држава нејзе, не може за таа држава, како и да звучи ова. Точно, а инаку на денешен ден исто така, освен на Комичен Мегахерц, му е роден ден и на големиот B.B. King, кој што е роден на денешен ден 1925 година. Знаеш дека жена му се тоа не сме да се каже на радио, кога се истетовирала жената на B.B. King на задникот, на едната страна Б, на другата страна Б. И кога се работела нешто околу неј, ја видел демек. Со облечен рекол кој ти тој Боб. Кој свати, кој не свати, повелете пред Комичен Мегахерц да ви ги објасниме овие поими. Инаку стварно ве поканувам секогаш да доаѓате пред нашето студио и кога врне ќе ве примиме во емисија, а кога не врне можете да седите тука. Сенка има и да се гледаме, да уживаме, така. Точно така. Инаку последната наша емисија беше за тие што знаат, за тие што не знаат музика, во живо свиравме, значи имавме наши фанови тука во студиото, кој сакаше можеше да дојде и беше добро дојден и си поминавме многу супер. Така ја завршивме втората сезона, а третата сезона ја почнуваме денеска, како што можете да видите. Секој петок ќе бидеме тука од 12:10 до 13 часот. Секој петок не заборавајте вашите омилени Тино, Атанас и Жаре, стварно не беше шегова, се збунив. Значи, Жаре и Атанас ќе бидат тука секој петок. Инаку имаме спремни неколку джинглови кои што за жал не успеавме да ги добиеме, а за тоа ќе му се заблагодариме на нашиот единствен Тонец Гоги, кој што го поздравам вака јавно преку радио. Се надевам дека за следната емисија ќе ги имаме спремни и тие джинглови. Инаку ќе ве оставиме сега доколку Атанас нема што да додаде, да уживате малку во музика, да ги сублимирате овие информации кои што ви кажавме и да уживате, се разбира. Уживајте. Аканакио слушинеа Комично Мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија.
Ака слуши неа комично мегахерци. Але Да, карите, да. поđавте нешто врло важно. Тоа е познатиот карактер од представата за секого има по една на Венко Антоновски во продукција на театар комедија, но за жал мислам дека таа представа веќе отиде во историјата и можеме само да се сеќаваме на неа како некој ветар јужен што дувал во нашите гради. Гради и во нашиот грб, но еве како една мала најава, еден мал тизер, може би ќе можете да ги видите тие двајца цигани Рамбо и Роки кои што беа активни на центар на комедија некаде на скопските клубови во касните вечерни часови, но за тоа ќе видиме инаку. Јас и Атанас и нашиот театар се разбира, решивме да доделиме 2 гратиси, но само 2 за најбрзите јавувачи во нашата емисија за представата која што ќе биде утре, а представата се вика Вардарски пастови. Може би не сте слушнале за представата, но ние ќе доделиме 2 гратиси. Популарната представа што ја знаат во градот, таа кај што се игра стриптиз? Да, таа. Значи ќе доделиме по 2 гратиси за првите 2 слушатели, а телефонот на кој што треба да се јавите за да бидете во емисијата е 02 31 31 332. Повторувам 02 31 31 332. Не му замерувајте, целата фамилија му е од Хрватска и мора така да зборува. Поздрав до фамилијата на Жарко, која што ми каже Жарко дека не слуша во моментов, еве ги поздравам и од мене. Апсолутно, јас ги поздравувам сите веселата дружина која што е собрана во градот под Света Фума. Исто така го поздравам капетанот на бродот Гога Боут, ги поздравам сите туристи кои што во моментов шетаат во градот Ројна, поздравам цела Хрватска и апсолутно цела диаспора која што не слуша од тука па се до далечната Австралија, проклета да е што не раздели. Тоа за Америка, но и Австралија почна да ги дели луѓето. Вака, сакам да ве поканам сите што не слушате да одите, да дојдете, тоест да одите. Можете да одите утре во театар, тоест да дојдете на представата Вардарски пастови. Атмосферата ќе биде жешка, ги поканувам сите дами да дојдат и да уживаат. Ако не се лажам, ова е звук Да, на на телефон. телефон. Еве кога имаме првиот слушател, ве молам. Ало? Ало, здраво. Здраво. Најпрвин мора да ни кажете дали имате над 18 години. Да. Ова секогаш го прашувам, сите дами ги прашувам, чисто ми е. Чисто да знаеме. Да. Со кого разговараме? 24. 24? О, одлично. Да. Добро, со кого разговараме? Како сте? Не слушате редовно, не слушате? Постави 4 Да, прашања, чекам. ова е прва емисија, така? Да, почнуваме ново се. Вашето Да, име, ве слушам молам? редовно. Тања. Здраво, Тања. Здраво, Тања. Здраво. Дали си ја гледала веќе Вардарски пастови? Па еднаш да, но па- после не уште еднаш. Така и делуваш дека ти ја гледа на представата. Да, дека знам за што станува збор. Точно. Дека знаеш за што станува збор, добиваш 2 гратиси, само ќе можеш во режија да ги оставиш податоците, само презимето да ти го запишат, режија дали ќе можеш да го запишеш за да не го кажуваш јавно. Да, име, презиме. Ти благодарам што се јави, освен ако немаш ништо друго да кажеш, јас би те поздравил. Па јас ве поздравувам, супер сте, така продолжите, театарот ви е екстра. Значи, ве обожавам, само поише представи ако може на петок и сабота да имате викенди за тие што идат втора смена на работа. Важи, Ќе договорено. имаш представи, уживај утре во представата, уживај во остатокот од емисијата, само не заборави да го оставиш твоето презиме во режија. Поздрав, Тања. Ти доби 2 гратиси, а сега те префрламе во режија. Во режија. А ние се враќаме во нашата емисија, дами и господа. Значи, Тања имаше брзи и се јави. Брзи прсти на комичен мегахерц. Та-та-та-та, значи ќе имаме рубрика Брзи прсти и секоја емисија ќе доделуваме по 2 гратиси за представата што ќе биде следниот ден. Да, за Вардарски пастови. Брзи прсти за Вардарски пастови. Инаку во представата се создава една атмосфера и што вака, во представата има една многу јака крајна точка што јас ќе ја снимам и ќе ја пуштаме во нашата емисија за да ја слушнете атмосферата од представата, па вие ако сакате да бидете дел од таа атмосфера, ќе ве поканам. Сакам да ги поздравам луѓето што работат на билетарницата или билетарата на театар комедија. Јас сакам, Никогаш неуморните луѓе Филип и Емил, ги поздравувам затоа што тие се тие што го представуваат лицето на театарот кога се соочувате. Точно така и јас би сакал да го поздравам човекот кој што е најнеуморен во нашиот театар, човекот кој што ги набилда своите раце дигајќи ја рампата на театар комедија, човекот кој што секогаш стои таму, и Филип и Емил, ве молам да го поздравите нашиот рампаш. Инаку поздрав до цел театар се разбира. Поздрав до неуморните Андреј и Сергеј, луѓето без кои што оваа емисија не би можело да функционира. Значи ова звучи како одјава, како последна емисија. А не, ова е во прва животот, емисија. ова е прва емисија, дами и И господа. затоа мораме да кажеме
Инаку во моментов не сме ние, жал ние. Мораме да ги кажеме, да ги поздравиме сите луѓе што се поврзани со нашиот театар. Ова е сепак емисија за театар, единствена емисија за театар во државата, а сите вие што не слушате, за уште 2 гратиси можете да се јавите на телефонот 02 31 31. Го немам бројот, повеќе ми се избриша. Само секунда. 31 31 332. Значи кој прв ќе се јави сега ќе 02. Да, ќе добие уште 2 гратиси. 31 31 332. Точно така. 2 гратиси за утрешната представа Вардарски пастови. Точно, значи ние сме единствената останата емисија за театар. Имаше повеќе, но за жал не успеа да опстојат во ова тешко општество, во ова општество, во да не навлегувам понатаму, значи Атана Свинајави дека ќе ви ја пушта атмосферата, значи да не се разбереме погрешно, атмосферата од последната точка на представата, значи ќе им можете само звучно да ја чуете атмосферата на последните 7 минути од представата Вардарски пастови, а доколку сакате да ја доживеете целата атмосфера ќе си дојдете во театар комедија или ќе се јавите сега за 2 гратиси на бројот 02 31 31 332. Значи не кај мене на мобилен, туку во радиото, телефонот што ви го каже Жако, дека гледам звоните кај мене на телефон, не можам. Ете така. Ете, имаме уште еден Имаме слушателка. предпоставувам слушателка. Може Далибор. Ало, добар ден. Ало, здраво. Здраво, Добар ден. јас морам да ве прашам, дали имате 18 години? Многу поишата. Па добро, дека делувавте како 16 и пол. Значи, вие сакате да ја гледате представата Вардарски пастови? Да. Дали ќе може да ни го кажете вашето име? Невенка? Невенка. Добро, през името не го кажувате, ќе го кажете во радио, едноставно да се зачува вашата приватност. Имате гледано представата до сега? Не. Имам слушнато дека била одлична, паш би сакал да идам да ја гледам. Супер, Невенка, супер. Баш ќе ни биде драго да дојдете и да ја гледате представата и да си уживате во истата. Добро. Се надам дека ќе ве кренеме од столчето во последната сцена. Ако не успееме во тоа, искарајте не следниот пат на радио. Сега ве поздравам, Невенка, не се исклучувајте, почекајте во режија да го оставите Вашето презиме запишано, добро. Да се запише. Окей. Вади. Запишано е, добро. Веќе се е средено, ви благодарам за јавувањето, Невенка, и имајте убав прекрасен ден. Прекрасен и пријатен ден и викенд. Пријатно. Окей. Да. Ние продолжуваме, дами и господа, значи се чувствувам како водител на некаква манифестација. Цело време продолжуваме со нешто јас и Атанас, а не кажавме точно ништо, значи вака. Каде сме? Ние сме во Скопје, Не, главниот тука го град. барам репертоарот, да. Значи утре Вардарски пастови, в 19:09 понеделник нешто пропуштаме. Жаламе, карти веќе нема за Вардарски пастови, значи тоа беше за првите брзи прсти на двете најбрзи слушателки. Следната емисија ќе видиме дали ќе доделиме. Значи, нешто пропуштаме 19:09 понеделник, 21:09 среда, представата многу врева за ништо. Топло ви препорачувам да дојдете и да ја гледате доколку не сте ја гледале. Таму Атанас брилира, Тино мастурбира. Не! Да, мастурбира со својот талент, сакав да кажам. Ние сите се раздаваме на сцена од глума. Значи 21 среда представата многу врева за ништо. Четврток 22 представата Име и 23:09 петок представата Стюардеси, дами и господа. Значи Вардарски пастови. Утре, понеделник, нешто пропуштаме, среда многу врева за ништо, 22 четврток Име и 23 петок Стюардеси. Одберете и дојдете да гледате каде сакате. Да, ако сте на прв состанок со девојката, топло препорачувам театар, затоа што Саут Парк имате на многу интересна реченица дека после театар секогаш ќе добиете од девојката пијачка плюс гратис или кикирики ако работи на шанк. Ако не, ќе ве услужи со некои други работи како што се сладолед или насмевка, убава што и тоа ви е плюс секако. Значи бидете фраери, однесете ги девојките во театар, стварно поубаво ќе се чувствувате. И вие и тие што ги носите. Инаку билетот исто ни чини за луѓе по 27 години 140 денари, Жорко, ако не се лажам. Да, редовната цена е 280, освен за премиери, таму се менуваат премиери некако премиери како дутите. Премиери како нашите премиерни изведби. Да не се разбереме погрешно, сепак секогаш се разбираме погрешно. Вака, ве поздравувам сите што се шетате сега во моментов низ градот и не слушате на слушалки.
На вашиот омилен мегахерц 96-тиот. 9,0 комичен мегахерц. Инаку да си го поздравам градот од каде што потекнувам, тоа е градот Прилеп, градот под Марковите кули и градот на Далибор исто така, значи и градот Куманово го поздравуваме, и градот Прилеп го поздравуваме, и градот Скопје, значи во Прилеп можете да не слушнете на 89,9 за тие што не знаат, а за тие што знаат не слушаат, поздрав во ПП. Инаку поздрав стандарден до сите камионџи и сите таксисти, драг. Така, ја мислев ќе кажеш, замисли си ги менјаш градовите. Да. Поздрав до Прилеп и денеска трета земја. Поздрав до мојот град Дебар. До Дебарско-Полошкиот регион. Дебарско-Полошкиот регион. Бе поздравуваме и вие кои што сте на реката Црна и рибарите во моментов. Јас разбрав дека имаме слушатели и од Темза. Ги поздравувам, мислам на брегот на Темза. На Темза, дека да, не ако од се Темза. внатре не е дозволено и Малку може е да глупо, судат. валјда не работи радиото ако е внатре во Темза. Значи, Зависи ако има таква заштита. еден water resistant радио, да, толку постои поздрав. Инаку сакам да најавам и нашата рубрика што од следната емисија, следната година ќе биде. Следната емисија ќе ја води нашата колешка драга Кристина Ласовска, тоа ќе биде емисијата Убавина и рубриката е Убавина и здравје. Добро, Жарко не може да престане да се смее. Јас ги, добро. Ги охрабрувам сите што стануваат од Сабајле, ако сега се будат, да лапнат една лажичка мед до 2, ако може да го купите медот, препорачувам од Демир Хисарскиот регион. Да, на автопатот кој што води на кај градот Кичево од десната страна. Значи, прекрасен мед. Атанас, дали може да те прашам нешто? Кјути! Ова беше мал поздрав за нашите фанови кои што ни пишеа на нашата група да направиме оваа шега. Добро, значи ќе ве оставиме да сублимирате малку од муабетите доколку кажавме нешто корисно, доколку не проштевате сепак ова емисија од забавен карактер. Ќе се вратиме, мора да се досмееме, но ќе се вратиме со позитивна енергија по музиката и рекламите и што е да има со многу корисни совети ако се изгубите во парк. Така е, а вие останете така. Вы слушаете комическава мегахерца. И се вративме во нашето студио, ова беше нашиот и ваш другар Владимир Путин. Ние се враќаме со позитивна енергијата, нас дали ќе можеш сам или како да правиме. Значи имаме стрим, по 1 сат ќе можете да видите што се случи после втората песна на нашиот драг колега Атанас. Значи тоа се слушалки, има Л и Р, лево и ресно. Лево и ресно. Значи вака. Ресно имаме еден виц. Лево и ресен. И вика вака, Рамче и Аша си се венчале и по 3 месеци Аша раѓа. И Рамче вика, Ајша, абе то дете не е од мене, нема 9 месеци. И Аша му вика, Рамче, слушај вака, одеше ти 3 месеци со мене? Одев. А јас одев со тебе 3 месеци? Одеше. Еми значи 3 и 3 6. И 3 од ко се венчавме? Ај, Ајше, стварно 9 месеци. Така, мал поздрав до нашите верни слушатели кои што сакаат вакви вицеви, тие што не сакаат, не ни замерувате. Поздрав до нашите слушатели кои имаат деца и кои се во тек со децата што сакаат да прават деца. Јас немам деца, Жарко, ти имаш деца? Немам деца, јас барем никој не се пријавил валјда. Ке ме убие девојка ми дома сега. Имаме Океј, Жарко е Ете, веќе сингл. ми стигна порака на... Жарко е веќе сингл за сите заинтересирани дами. Одма реклама. Да. Повеле утре на Вардарски пастови ликот на Жица ги плени срцата на жените и осамени и неосамени и бугарки. Вака имаме стварно поздрав Повели. од една наша слушателка која сега во моментов не слуша во Бугарија. Еми сичко хубаво, те поздравуваме. Се вика Еми девојката или тоа е Еми... Еми се вика девојчето, да. Аха, Емилин. Емилин Досислава. Така. Јас сакам да ја поздравам нашата верна слушателка од Бугарија, која што не слуша во моментов и се вика Азис. Голем поздрав. Бог да чува, И Бог да брани. Бог да чува и да чува. Значи, представата Вардарски пастови е утре на репертуарот на Театар Комедија. Побрзете, имате малку карти, инаку билетите се 300 со 150 денари за луѓето помали од 29 години. Значи, не сте загрозени, вие што имате 28 и 29. Ако наполните 30, станувате загрозени. Знам, некако животот се менува после 30-тата, така велат.
Но ние уште не знаеме затоа што Сме помлади од тие бројки. Така е. А бројките се само математика, духот кажува нешто друго. Ако сега се разбудивте, јас топло препорачувам да го гушнете тој што го сакате. Ако не е до вас, гушнете го на Facebook. и Што би рекол од режија, миксето или да гушнем? Знаеш, многу го поздрав до Далиева. Кој што си сака нека си гушне. Така е, Атанас, што ќе работите следно во театарот на комедијата? Во театар на Скопје? комедија сега се спрема наредна представа, ќе биде текст на домашен автор на нашата Благица Секуловска. Така. Ќе го работи режисерка од Црна Гора, но за повеќе детали понатаму, тоа ќе биде Јавете многу се на интересно. нашиот број. Јавете се на нашиот број во емисијата. Не, ќе биде многу интересна представа, ќе видиме што ќе се случи, уште не е почнато да се работи, затоа подобро да не шпекулирам ништо. Одлично, одлично, одлично. Поздрав за сите убави дами што решиле од црни да станат руси. Од црнија страна јас ги поздравувам сите девојки кои што својата боја на коса решиле да ја сменат во црвена. Едно од моите најдраги личности во животот е со црвена боја. А ние ги поздравуваме сите оние кои што поминуваат пред нашето студио и се така малце како што прави. Ми се закануваат како мафијаши, поздрав до сите мафијаши во градов. Инаку вечерва Скопје гори и имате прекрасна журка за вие што сте по техното, повелете на средноводно пампо од Win Music, специјално за вас. Направи уште едно шоу, добро вечер. Win Music за вас. Добре, Да. добре, тоа е тоа. А Трасинаку, како те слушам, и валјда и сам кога се слушам, значи нашава емисија можеме комотно да ја прекрстиме во емисија за поздрави. Да го поздравиме, поздравиме. Спекулации и поздрави. Имаше една емисија така на времето на една од нашите популарни телевизии, ама што веќе е укината. Беше една од најинтересните емисии кога се си ги поздравува фамилиите со песна. Дали се сеќаш на она емисија што беше и се викаше Водени лудори? Како не, една од омилените. Тоа да, и мене ми беше едно од омилените, значи верувам и на некои од нашите слушатели кои што се сеќаваат на тоа, ако не се сеќава на Водени лудори, друже, мала е за тебе. Значи, шала на страна, јас би сакал да апелирам доколку не слуша некој кој што би можел да помогне околу тоа, дајте да направиме некоја таква емисија. Јас се пријавувам со мојот колегата нас да пливам, да ја водиме емисијата и да правиме нешто како тоа што е во Јапонија survival шоу на базен или ете Водени лудори или не знам нешто такво интересно за да ја анимираме публиката во Македонија која што е па така малку, како да кажам, засенета и зашеметена од секојдневието кој што ни се случува. Ние го правиме тоа со нашата емисија, се надевам дека ќе го направиме и со некоја друга емисија од типот на Водените лудори, нешто што ќе се вика, пример, не знам, пливај во самба и румба во вода. базенот, Мислам, да, може нешто. секако глупи наслови колку сакаш. Едноставно само треба да те примамаца да гледаш емисијата Танцо, кикириките. Инаку, Жарко, сега видов две девојчиња како лижат сладолед и ми текна на едни убави моменти од детството, кога ќе си купиш карамела или не знам, или чоколадо и кога премногу се радуваш и кога твојот сладолед ти е најдрагоценото нешто што го добиваш во денот. Дали се сеќаваш на тие моменти? Поздрав до сите што лижат сладолед во моментов. Знам, ти ми имаш кажувано за она чувство кога си лижал сладолед и кога почнал сладолед да ти се растекува низ раката, па не си знаел што да направиш. Така и кога ме нападна оси, но тоа не е важно. Поздрав до сите што возите надвор од Скопје, што сте на автопатите, никогаш не сте сами, не заспивајте, ние сме со вас да ве држиме будни. А ако ви се приспива, застанете на бензинска и опцујте го касиерот, сигурно ќе ве разбуди тоа. Точно така, инаку пред да се одјавиме за втората песна, Атанас кажа, ќе отвориме следната рубрика, тоест ова со тоа што ќе кажеме упатства за тоа како би било доколку се изгубиш во парк. Да, инаку ако се изгубиш во парк, многу едноставно, секогаш следи ја едната рака, значи одбери дали лева или десна, само ја исправуваш напред вака пред тебе, можеш и на десно да ставиш, мислам како сакаш можеш да испреш раката и само следи ја раката. Тоа е една вежба за пантомима, но слободно следи ја раката и ќе излезеш од паркот. Тоа е пробано, докажано е, ќе излезат и видеоклипови за некој ден за евакуација од парк. Добра, доколку се изгубите во нашиот градски парк во Скопје,
Не знам што да ви кажам, само свртете се на вашата лева страна, направете 2 чекори и ќе се најдете. Затоа изборев, во некоја затоа кафана. ни требаат повеќе паркови, да се собираме во паркови, да слушаме комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц 96-тиот. 0,0 паркови и зеленила требаат повеќе во нашиот град Скопје. И наку, драги слушатели, што току добивме поздрав од нашиот најверен слушател. Со него отворавме и со него ги затворавме емисиите, но овај пат ја скршивме традицијата затоа што тој е многу зафатен, но ве се уклучи и не слуша, тоа е нашиот драг колега Илија Илиовски, кој што топло ни препорача на социјалните мрежи. Атанас Атанасовски вика: другарчиња, кревајте рачна. Не знам зошто тоа така го кажа. Дали сме премногу зборлести, дали премногу кажуваме работи кои што не би требало да се кажат во етерот, дали премногу брзо зборувам, изгледа тоа е така. Но за да размрдаш еден човек полн со хумор како што е Илија Илиовски, тоа значи дека треба да си многу посмешен од него, а тоа е многу тешко, верувајте ми, затоа што таа глава чува многу мистерии и тајни. Поздрав до Иле, најдобриот креативец во нашиот тим. И така. И така натаму, и така натаму. Инаку, на 26 овој месец на фестивалот МОД ќе можете да ја видите представата Хармс во продукција на театар комедија во режија на бардот Дино Мустафич од Босна. Инаку го поздравам Дино Мустафич, рече дека ќе не слуша, тој режира во моментов во Словачка, така да Дино, ако нас Слушаш ти? Жарко, Поздравljавам те. Поздравljавам те. И тоа е тако било болан, само уживај ако слушаш ову емисију. Јест, Тоа е да. тоа, знаеш. Инаку Хармс, представата Хармс, главниот лик го толкува, не знам дали го спомнавме денес, Илија Илиовски, нашиот драг колега. Повелете на МОД 26 купете си карти затоа што нема многу останато, така разбрав Жарко дека има голем интерес за представата Хармс на Дино Мустафич во продукција на театар комедија. Повелете на МОД. А вие слушате комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц. 96.0. Инаку во тек е фестивалот Млад отворен театар или популарно како МОД. Одете, посетете ги представите, затоа што нема да имате друга шанса да видите представи од страна што се избрани и се фантастични. Јас многу би сакал да одам на представа, но вечерва нема да можам. И не знам ни дали има представа, но утре сигурно има и утре ќе го посетам фестивалот. Точно е тоа така, затоа што ова е единствената емисија за театар. Атанас, те мола малку превземи само додека го најдам ова што го барам. Јас превземувам додека Жарко бара тоа што го бара, а Жарко ќе го најде тоа после рекламите. Точно е, одиме со реклами. Аканаки ослуши неа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Се враќаме во програма и само да исправиме нашата грешка. 41-тиот интернационален театарски фестивал МОД представа имаше на 14.9 во средата Догвил и тоа направи мала забуна дека фестивалот е почнат. Се извинувам на сите што кажав тоа. 21 до 27 трае фестивалот Млад отворен театар. Повелете, купете си билети да уживате. Поздрав до нашиот уметнички директор. А затоа што сме единствената емисија за театар, ќе ви го прочитаме репертоарот на фестивалот МОД. Значи се отвора во среда со представата Вашето кралство. Потоа одиме во четврток на 22 ние, Европски лешеви. Потоа одиме со државата, МОД перформанс, ова е во четврток на 22 исто така. ОФ, значи ова е најверојатно ОФ, надминување на границите, сабота 24. Во петок 23 9 е представата Галеп. Во недела 25 представата Без наслов. 24 повторно. Вау! Вака, добро, ова е малку збунувачки репертоар. Добро, значи јас свака ќе ги прочитам само. Значи сабота исто така Вучингхафтен е представата. Недела 25 ти е представата Да го поздравиш и да го бациш. Недела 25 исто така коските, што доаѓаат Доцна. 26 понеделник случајот Хармс, мртовецот доаѓа полюбената е во понеделник. Исто така на 26 проект Правда, МОД плюс презентација е вторник 27 и 27. Последната представа се вика Мртва точка. Така е, значи топло препорачувам да се погледнат овие представи затоа што има интересни работи што треба да се видат. Апсолутно, и поздрав до нашиот уметнички кој што секогаш бурно не следи и не исправи во оваа грешка. Ти благодариме, Андреј. Инаку Добро, ние не сме криви што сепак имало престана 14 тоа што беше може да како- направи. Тоа било како најава за МОД, да, како предпрограма, како предбенд на представите на МОД.
пред група на МОД, така Догвил, се надам некој ја гледал ако има нека пише некоја статија за представата. Да, била многу добра, што слушнав. А инаку јас сакам исто така да прочитам и да кажам свака част, секоја чест за дечките. Значи, можете да ги најдете на Facebook, да го напишете со кирилица Наш мал театар. Значи, тоа се група актери кои што прават театар на сенки. Значи, вика вака, вашето дете има роден ден, сакате да му приредите несекојдневно доживување, нешто што досега не сте го виделе на ниту една друга роденденска забава. Наш мал театар на сенки патува и може да дојде и кај вас. Магично театарско доживување како за најмалите, така и за возрастните. Значи, можете да ги најдете на Facebook и да му приредите на вашето дете фантастично изненадување во кое што ќе уживате во креациите на нашите колеги, и тоа се вика Наш мал театар. Така, инаку јас секогаш се кријам во сенките, а театар на сенки сигурно прекрасно изгледа, посебно за најмладите. Може да уживаат, значи побарете ги Наш мал театар, така се викаш? Така, на Facebook со кириличен фонд. Да. Друго што би сакале да ви посочиме е да возите внимателно, секогаш да пиете течности, уште е топло надвор, од Сабајле можете да земете една рака со мешункасти плодови, мед, ова веќе е друга бранша и друга емисија, но би сакал да водам и некогаш такво кулинарско шоу, што јас само би коментирал тоа што го готват, а не они да го коментираат, затоа што се досадни. Точно така, јас би сакал да ви кажам за представата на МОД, која што се вика Галеб или The Seagull на театар од Швајцарија, театар Види. Значи, режисер е Томас Остермајер. Представата ќе се игра 23.9 во Македонскиот народен театар со почеток од 20 часот, време трајање 155 минути. Тоа го посочуваш како на македонски јазик. Тоа го посочуваш како една од подобрите представи што задолжително мора да се видат на МОД, Жарко? Па програмата оваа година можам да кажам дека е фантастична. Ги избравме најдобрите. Не, се шалам. Значи, за оваа представа сум слушал многу, за режисерот сум слушал исто така многу, затоа што тој е најдобриот режисер во Европа во моментов, значи Томас Остермајер, и после Дино Мустафич. И топло поздрав Дино. И топло препорачувам сите кои што можат на 23.9 додат во Македонскиот народен театар и да ја гледаат представата Галеб на Томас Остермајер. Ако го изговарам погрешно, не ми замерувајте. Значи, германскиот режисер Томас Остермајер започнува диалог со Чехов за љубовта и театарот по 20-тиот век. Тој ги разоткрива предизвиците во секоја цена. При тоа одбегнува историска реконструкција со што излегува на виделина современата резонантност на ремек делото од овој руски автор. Ова е нешто што го срочив на брзина, за да ви го кажам, се разбира. Не го прочитав на официјалната страна на МОД. Значи, од 21 до 27.9 народе, уживајте, живејте и дишете, како се вика тоа, театарски. Само да ви посочам дека МОД ќе биде раштркан по театрите низ градот, значи нема да биде на едно место па да можете сите таму престе да ги гледате, значи ќе биде раштркан, распрашете се, дознаете, ако сте љубители на театар, би било кул да се прошетате малку. Сега знам дека ќе биде проблем со карти, но не знам, ние не доделуваме за МОД. Ако некој од уредниците или тие луѓе што организатори таму ни се јават, може и да доделиме некој билет. Но не знаеме дали не слушаат сите театарџи, се зафатени многу и работат милион представи. И исто така, драги слушатели, пошто сме единствена, затоа што сме единствена емисија за театар, сакам да кажам дека утре, доколку грешам, нашиот верен слушател, уметничкиот, ќе не поправи дека од утре, 17 септември, почнува фестивалот на античка драма Стоби. Значи, ќе имаме доста настани, доста случаи кои што се поврзани со театар во предстојниот период до крајот на месецот, така да би било штета на вистина да не одите и да гледате театар. Значи, ќе можете да гледате представи во Велес, значи фестивалот Стоби, низ Скопје, исто така МОД во Прилепс има редовен репертоар, во Струмица, исто така во Штип, исто така можете да одите и да ја погледнете представата на Дното, која што е во режија на Охридски театар. Сакам да ги поздравам колегите од Охридски театар кои се секогаш расположени да се возат со кајчиња. Така, значи, да, тоа е точно, јас ги поздравувам исто така. И да ја поздравиме представата на Дното на Дејан Пројковски, која што на фестивалот Фијат освои 2 награди, награда Гран При и награда за најдобра режија. Поздрав до колегите во Штипскиот театар и до Охрид, како што кажа нашиот. Да, во Охрид е многу интересно да си актер. Мислам, многу е одлично им е на сите актери од Охрид, едноставно кога им завршува проба се возат на јахта или кајче или што е да имаат и едноставно уживаат. Така се прави театар кога си лабав. Во Скопје малку турбулентно, не е толку лабаво, еве растрчани луѓе по улиците бараат. Точно.
Джогинг, бара джогер. Бара джогинг затоа што пајке ми дигне колата опа. Инаку изминатава недела Скопје беше епицентарот на случувањата. Не, мада се коментира тоа, Да, Жарко. мора да се искоментира, значи секој чест до најхрабрите кои што беа во Скопје и ги издржаа тие турбуленции кои што се случува. Се разбира како во Скопје, така и во околината на Скопје и некаде се осети, како што разбрав, дури и до далечната Струмица се осетил големиот земјотрес во Скопје, но тоа нема да го коментираме затоа што сега имаме театар и ќе биде многу супер да се гледа стоби, да се гледа мод, да се гледаат представи и да се ужива, дами и господа. Како што е воват од режија, би можеле мала музичка. Нема пауза, всушност ова ќе треба да биде и одјава во едно. Жарко, ти благодарам за првата емисија оваа сезона, трета сезона на Комичен Мегахерц на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 0,0. Доколку сме разпоздравувани вака, само би сакал да го поздравам нашето театарско бифе, кое што во моментов не емитува таму во просториите на театарот и во просториите на бифето, значи тоа е бифето кое што се грижи актерите на театар комедија да бидат секогаш весели, да бидат секогаш исполнети, И да немате затоа што- грижи. Така е, затоа што секогаш ги храни и ги напојува многу добро. Да, така е, повелете во нашето бифе, уживајте, дружите се со некој актер, Столе Мицов, секогаш редовен таму, познат за женската популација како лепи најслаткиот од вардарски пастови, јаготка на шлагот. Голем поздрав и од мене до Лепи, до цела екипа на Театар Комедија, до сите театарџи во Македонија се разбира. И, дами и господа, останете такви какви што сте. Слушајте не и понатаму во Хрватска, слушајте ни понатаму во Австралија, цела диаспора нека не слуша, а јас морам да се одјавам и ќе кажам вака. Ова беше Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски и Атанас Атанасовски. Датум на емитување на емисијата 16.9.2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Уживајте. Чао. Комичен Мегахерц.